Македонија не успеа да ја совлада Словенија и со тоа да го завери пласманот во осми на финалето. Шансата за барем уште еден триумф ќе ја бараме во дуелите со Шпанија и Исланд во среда и четврток. Надпреварот се чини го загубивме уште во првата половина од првото полувреме. Промашивме 3 зицери и пенал, а Словенија тоа умешно го искористи и веќе во 15-тата минута беше плюс 4, 7:3. Дополнителен хендикеп беше и повредата на Филип Миркуловски, кој уште во 5-тата минута поради повреда мораше да седне на клупата. Лошо отворивме, промашивме многу зицери, според мене беше тоа клучно. На вакви надпревари, поготово екипа како што сме ние, не сме да си дозволи толку промашени чисти шутеви и зицери. И така да, мислам, понатаму тешко беше да се вратиме. Словенија сепак е поквалитетна репрезентација од Тунис. Словенците точка на надпреварот ставија веќе на почетокот на второто полувреме, кога со серија од 3:0 поведоа со 19-12 и во тој момент веќе беше јасно дека нашата победничка низа ќе биде прекината. Дозволивме брзо да се одлепа словенците, скок беше расположен, промашивме доста зицери и мислам дека надпреварот го загубивме уште во првото полувреме. Така да второто полувреме беше само рутина за словенците. Тоа е тоа. Ова е светско првенство. Еден надпревар загубивме, мора да го заборавиме, мора да извлечеме поуки. Во нашата селекција најпрецизен беше Лазаров со 9 голови, но сепак најдобар беше Стоилов, кој одлично им парираше на противничките играчи на линијата, постигна 3 голови и имаше 4 асистенции. Немаме ние превише време да се жалиме и да плачеме, да се соземеме, знаеме дека можеме подобро и во првите две победи имаше пропусти, тоа и го кажавме. Бевме реални, не бевме превише задоволни затоа што изградени позиции не дававме голови. Мислам дека можеме да во понатамошниот дел првенство да покажеме уште поквалитетна игра. Денес е ден за одмор за нашите ракометари и време за подготвување, пред се за последниот настап со Исланд во четврток, кога треба да се завери влезот меѓу 16-те најдобри на светот.